Добар ден на сите. Ви благодарам на тоа што се одзвавте на нашата покана на оваа пресконференција. Да јавното обвинителство на Република Македонија уште при поднесувањето на обвинението за настаните во Собранието на Република Македонија истакна дека со тоа не е затворено овој случај, дека и понатаму работи во делот на утврдувањето на одговорноста на други лица мешани во кривично-правниот настан и по опсежна предистражна постапка и преземени повеќе действија дојде до основано сомнение за организаторите и нарачителите на овај настан и сега врз основа на тие обезбедени докази обвинителството спроведува истрага. Во делот за конкретните настани обвинителот кој постапува по овој предмет и кој раководи со основното обвинителство за гонење на кривични дела од организираниот криминал и корупцијата, ќе ви каже подетално. Да не се повторувам со јавниот обвинител. Јас пред вас повеќе пати од давање наредба за спроведување на истражна постапка, негде крајот на ноември 2017 година, секогаш истакнував дека предистражната постапка продолжува во насока на откривање на организаторите на тој кривично правен настан. По доста опсежна предистражна постапка, вчера се донесе наредба за спроведување истражна постапка и против организаторите. Ако имате некои прашања, подготвена сум. Не смятате дека е пропуст што може би прво ги санкционират условно речено ги гоните кривични извршителите, а дури неколку месеци подоцна организаторите на тој настан, имајќи предвид фактот дека еден од осомничените сега е во бегство, а имаше можност дури беше во Македонија реално да биде повикан да одговара за содржината. Не е пропуст тоа на обвинителството. Вас ви е познато дека станува збор за исклучително сложена постапка. Веќе обвинителството неколку пати напомна дека се соочува со проблем во обезбедувањето на доказите, бидејќи после настанот не беше обезбеден увид согласно прописите за внатрешно работење на обвинителството и согласно законите. И ние повторно ќе потенцирам, знаевме дека предметот не е затворен со поднесувањето на обвиненијата, за определено документирање на доказите ни беше потребно значително време, пред се времето беше потребно во делот на вештачењето на одредени телефони и нивната содржина или содржината на записи. Во делот на истрагата, предистрагата поврзана со првишен премиер Никола Груевски. Во овој момент што може да ни кажете? Која била неговата улога во насилството на 27 април и што ќе направите за евентуално да го обезбедите неговото присуство во Македонија, затоа што тој доби азил во минатата година во Унгарија? Јас и синоќа напомнав, стварно би ве замолила сите да се држиме и да го почитуваме максимално начелото на презумпција на невиност и би ве замолила да не кажувате цели имиња и презимења, туку со иницијали. Во наредбата за истрага стои дека осомничениот НГ, како тогаш председател на политичка партија, ги повикал преку медиум граѓаните на протести и заедно со другите обвинети
За таа цел ја ставиле во функција целата партиска структура на таа политичка партија. Имаме и пораки, дел се обезбедени, за дел, затоа и отворена истрагата, се уште се работи. Во кратки црти тоа е. А во обезбедувањето До судот ќе бидат испратени, бидејќи се работи веќе за истражна постапка, сепак доказите се наоѓаат во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Доказите ќе бидат испратени до судот, затоа што според законот судот е тој што поднесува докази и барање за екстрадиција до Министерството за правда. А што е толкова посесирани шанси да бидат екстрадирани И осомничениот НБ и за него ќе важи истото, како што кажав и за осомничениот НГ. Сметам дека надлежните органи во Грција ќе удоволат на барањето за екстрадиција на нашите надлежни органи од причина што, колку што ми е познато, тие екстрадицијата ја одбија затоа што за тоа веќе бил помилуван. За ова кривично дело не е помилуван, од тие причини очекувам и надлежните власти во Грција да одговорат позитивно на нашето барање за екстрадиција. Повелете прашањето. Не ли сметате дека амнестијата која што добија пратениците ќе им биде на нив аргумент дека овој процес е селективен и затоа не треба да бидат пратени? Во законот за амнестија не е амнестирано кривично дело, туку се амнестирани поединечни действија. И од тие причини не сметам дека законот за амнестија би било каква пречка. Таму стриктно е наведено дека законот за амнестија не важи за организатори. Поведено, јас имам прашање за државниот обвинител и за обвинителката на обвинител е на 27 март 2018 година овде во оваа сала на пресконференција кажавте за телефонски повик кога го образложувавте обвинението за првата тука што веќе е во суд за собраниските настани за телефонски повик од Виена на еден што се случил со еден обвинет и за одземени мобилни телефони на 30 ноември 2017 година за сега веќе обвинет. Зошто за случајот со 27 март 2018 година лицето на тој, не сите знаат кој беше во Виена, ниту еднаш не беше повикано ниту на распит за овој случај и за обвинителката. Моето прашање е доколку не се отвори собраниските врати на 27 април, дали ќе се случише крвавиот чек? Во делот на телефонскиот повик, вие имавте можност и во текот на судењето да се запознаете со тој случај, со оглед да, колку мене ми е познато, тоа беше јавно и вие новинарите и го следевте процесот. Во овој дел на обвинителството, како што кажав, му требаше повеќе време со цел за обезбедување на доказите. И не може ние кривична одговорност, мислам и дека и вчера обвинителката спомна да заснуваме само на еден доказ. Обвинителството во овој специфичен сложен предмет му треба повеќе докази и сега откако обезбеди, документира одредени докази, отвара истрага во овој дел. Тоа зависи од проценката во конкретниот случај. Во тој момент обвинителството сметало дека нема ништо да се добие со тој распит и поради тоа не е извршен распит на лицето за кое вие прашувате. Само да го дополнам обвинителот, на распит
во предистрагата, во тој за првиот предмет, кажувам, беа повикани и двајца од сега осомничените, така да не сметам дека било што со тој распит и да бил извршен тогаш, би се добил. Од тие причини сметав и тогаш, а и сега стојам позади тоа, дека воопшто не е пропуст на обвинителот, што не бил викнат на распит во својство на сведок или лице од кое се бара одредено појаснување. Што се однесува на вашето директно прашање до мене, јас сметам дека доколку не беа отворени вратите, немаше да се случи крвавиот настан. Има ли проширување со други лица? Бидејќи еден од обвинетите во судот посочи и други имена во делот неговиот исказ пред судот. Ќе упати ли тоа може би поранешни директори или вака членови на кабинетот на председателот Иванов или ќе останете само во овие 5 лица кои ги сомнечите дека се организатори? Има ли проширување во делот? Се извинувам. Проширување може да има доколку се обезбедат и други докази, освен изјава на еден обвинет или на еден сведок. Не може да се донесе наредба за истрага само врз база на сведочење, дали на обвинет, дали на сведок. Доколку се обезбедат докази за други лица, истрагата ќе биде проширена и на тие лица се разбира. Во тој контекст може да дали околу доказите кои што овозможува отварање на истрага за сега осомничените? Освен тоа што го кажа лично. Освен исказот на еден од обвинетите, нели? Според законот за кривична постапка, истрагата е тајна. Така да докази сега да презентираме, освен изјава на обвинет која беше јавно дадена, не можеме. Кој каква улога имало сега веќе овие кои што се приведените во целата оваа организација? Зошто организаторите и извршителите се со исто кривично дело, терористичко заврзување и што се они кои што е во притвор сега во Предметот за ВА ќе биде споен со овој предмет, така да и ќе бидат сите за исто кривично дело, 313 од кривичниот законник. Тоа беше оценка на обвинителството дека треба да се оди со тоа кривично дело. Предметот беше рефериран, мислам за овој сега, пред да се донесе наредба за истрага и во републичкото обвинителство со јавниот обвинител. И тоа е наш став сега за сега, дека треба да се оди со тоа кривично дело. Каква улога имало да овие сите? А со тоа малку може би ја загрозиле постапката што се води во делот на улога, конкретната улога на стоителите на кривичното дело. Во овој момент, ако обелодениме повеќе податоци, може да ја загрозиме истрагата. Не, ние не спомнавме никого по име. Тоа дека заедно со уште 20 обвинети, не само осомничени во предметов, ви кажав, ја ставиле на располагање целата партиска структура и материјални средства, дека за цело време течела координација помеѓу нив и градските, местните, општинските комитети и изборните единици, каде се давале насоки
и повикувало членството на масовни протести, а исто така и критичниот ден за влегување, масовност и влегување внатре во собранието. Користите ли ти мерки во Не, нема. Дали имате ли може само да спомната тој заедно со уште двајца од повлечени од култно обединение? На кого се мисли од тие двајца повлечени? Заедно прават. На СР и МЈ. Веќе обвинителството имаше неколку соопштенија во однос на сообраќајната незгода и трагедијата во Ласкарци. Преземени се повеќе мерки, во моментов се вршат вештачења во делот на тој предмет и откога обвинителството ќе ги обезбеди овие докази, а во исто време, како што беше соопштено, веќе се повикуваат и сведоци во делот на незгодата, ќе може поконкретно да соопшти во делот на причините на незгодата, евентуалната кривична одговорност на сторителот или сторителите на кривичното дело. Во овој момент се уште не може, обвинителството нема такви податоци да излезе со тоа која има одговорноста во врска со конкретната сообраќање незгода. Дали ви го собравте сите потребни материјали, дали идовността ги достави до вас и дали го испитавте повторно возот што беше писано? Дел од материјалите што ги побара обвинителството се обезбедени од превозникот Durmoturs, дел треба дополнително да се обезбедат. Возачот на возилото е еднаш сослушан, меѓутоа тоа не значи дека не може и повторно да биде сослушан доколку се укаже потреба на тоа. Пријавите од МВР исто така и целиот тој настан во делот на говор на омраза, обвинителството активно го следи и постапува во овие случаи. Едно прашање во врска со истрагата. Во делот сведочењата на обвинетите во судницата за 27 април беше споменато името на Билјана Пишковски. Дали во оваа фаза на истрагата таа е слушана, дали имате некакви информации околу нејзиното учествување? Овде беше кажено за оние сторители за кои обвинителството во овој момент има обезбедено докази и основано сомнение за сторено кривично дело, отвори истрага. Доколку ние дојдеме до други податоци, во овој момент лицето за кое прашувате не е опфатено со таа истрага, доколку дојде во меѓувреме до други податоци, како што спомна и предмалку обвинителката, може да се прошири истрагата и на други лица. Дали обвинителя до вас стигна информација или некаква пријава дека на возачот или неговото семејство од трагедијата кај Ласкарци се заканувале по живот? Бидејќи пријатели, роднини на социјалните мрежи шират такви информации и тоа претходно. Да, постои такво создание во обвинителството и јас би апелирал во тој дел пред се да се почитува презумпцијата на невиност. Повторно истакнувам дека во овој момент обвинителството не може конкретно да, повторно кажувам, во овој момент конкретно да ја посочи одговорноста на одредено лице, се прибираат доказите, документите во делот на одговорноста за оваа сообраќање незгода и врз основа во оној момент обвинителството кога ќе ги обезбеди вештачењата и сообраќањето и техничкото во делот на исправноста на автобусот ќе донесе соодветна јавна обвинителска одлука. Би апелирал повторно да се почитува презумпцијата на невиност и особено во овој дел заканите за безбедноста на лицето за кое прашува. Само да се надоврзам и приватноста на шоферот кој во оваа фаза се уште нема процесно својство.
затоа што добивме таква информација од колегите од Основно обвинителство дека е постојано метна на следење, се нарушува неговата приватност, сепак и човекот е измеѓу другото и жртва во таа несреќа, да бидеме хумани и да не го подложиме постојано. Да, во интерес на времето, с оглед на времето кое што има на разполагање на очекуваните обвинители, уште две прашања и сите останати прашања кои би ги имале за било кое предмет и било кој интерес, секако и натаму ги стоиме на располагање ние од прес-службата и надлежните обвинители. Обвинителите за да прашам зошто немаше одговор за обвинителите кои не извршили на 20 дни и позиција. Не разбрав одговорност за обвинителите имаше. Мислам дека е познато дека се водеше дисциплинска постапка за нив, донесена е првостепена одлука, течат роковите, јас колку знам за евентуална жалба, после оваа одлука, крајниот исход, дали ќе има, не ќе има жалба, не знам.